имавме чест некои од нас, од Скопската и Македонската публика, за прв пат да го гледаат ова ремек дело во продукција вистина, јас тоа можам да кажам, на ИТ Македонскиот центар продукција. Пред се, за да стане појасно на публиката, сакам да ве прашам како дојде до оваа идеја, до овој процес, не ли беше во соработка со Етерија, разрешување на конфликти, да ни објаснете на публиката како дојде до идејата се сработи ваков успешен проект кој што го потенцира нашата културно, историско и воено наследство. Хала Маја. Овој проект е активност, дел од проектот Етерија кој што е поддржан од Креативна Европа. Етерија базира на пракси и методи кои произлегуваат од социјален театар, трансформирање на војни конфликти, индивидуални конфликти во креативен процес, интегрирање на различни малцински искуства во културите на партнерски конзорциум, значи партнери од Руманија, Италија, Грција и ние од Македонија. И нашата активност, надоврзувајќи се на овие неколку тематски основни параметри, идејата беше да снимиме видеотеатарски проект на една од локациите поврзани со богатото воено наследство, кое што се безброј гробишта, француски, руски, српски, бугарски, ирски, грчки, кои што се лоцирани во Скопје, Прилеп, Битола, битолските села, Долуво, Ландово, па се до границата помеѓу Грција и Македонија. Нели датираат од Првата светска војна, од Првата и Втората Балканска војна, така да можете да замислите колку невиних било во тоа време на ова тло. Меѓутоа, истовремено од дистанца, сето тоа архитектонски и неверојатно инспиративно, локациите природни кои што ги обкружуваат овие споменици се феноменални, се бесконечна инспирација. И откако направивме детална скаут локацијско истражување со детални фото и видео документирања, свадевте дека е најдобра локацијата на германските гробишта во Битола, кои што представуваат, се на височини, представуваат своевидна, како се вика, кружна платформа податна за различни перформативни изведби, танцови, драмски. Така да, тука ја раскажавме абстрактната приказка со девајца извонредни, преталентирани актери Здравко и Кларета. Приказката е поделена во два дела, машка верзија на Војникова агонија, женска верзија на Војникова агонија, со фокус на емотивни состојби, поврзани со неколку основни класични начини на војување, карактеристични за Првата и Втората светска војна. Чиста глума, без користење на реквизити, црни костими од нашите домашни, како се вика, костумски фундуси дрпоа и други работи кои што ќе исповедам. Благодарам, се надевам дека на публиката и доловивме од каде потекнува идејата за успешноста на актерската изведба. Ја мислам дека повеќе од тоа да дискутираме, но ќе се навратиме на конкретно на креативниот процес. Јас би го прашала Здравко како потекна соработката со Иванка за почеток и какви беа пробите пред снимањето? Со Иванка се знаеме подолго време од слични уметнички кругови. Подобро се запознавме во Струмица 2018 година, па потоа на една работилница во Скопје, водена од Фабио Толеди во организација на Македонскиот центар IPA.
Исто така дел од Етерија проектот. Разговаравме за потенцијална соработка на точно овој проект. Јас се разбира се согласив. Нема работа која што сум ја опил во животот, на моја среќа и радост. Извини, вториот дел од прашањето. Креативниот процес, кој за креативниот процес? Работевме од почеток до самиот крај негде, да речем, работевме преку онлайн проби, во смисле дигитално. Процесот си беше најнормален, во смисла колку што може да биде нормален дигитално, но мислам дека не ни создаде никакви пречки, дури дополнително и ни помогне на некој начин, односно играта со камера. Сега имаше мала разлика. За време на пробите операторот бев јас, односно беше статична камерата, за време на снимањето имавме оператор Михајло. Но во секој случај добро се разбиравме и немавме никаков проблем. Сите работи, да речем, ние од целиот план за работата на проектот, сите работи ги изработивме по 100 пати, најмалку да речем. И не гледавме да ги затврстуваме толку работите додека бевме во процес на работа, туку решивме да, кога ќе дојдеме во просторот, да видиме што самиот простор би ни понудил и таму да видиме како овие ситуации би изгледале, па да најдеме нешто дополнително, за да може таму да ги затвориме ситуациите. Во секој случај беше пријатен, нормален процес, со желба за работа, со многу ентузијазам, како и секогаш. Најчесто независните проекти се секогаш со голем ентузијазам. Ако нешто не недостасува, е тоа. Што има прашање? Што има прашање за тоа? Веќе ние имавме прилика во делот Хорошо до момента, во целиот овој филм да видиме едно извонредно актерско мајсторство. И сега мене ме интересира конкретно како се подготвуваше за твојата улога. На помладите колеги им споделиш. Не мислам дека има некое детално подготвување за некаква улога. Подготовката на било која улога е константно, во смисла единствено доколку моменталната работа бара некое нешто посебно, нешто за кое не си бил заинтересиран предходно или нешто што ти е непознато, па да вземеш малку да разработиш на темата, да откриеш, да прочиташ, да побереш материјали, да се запознаеш на некој начин со темата. Но тука немаше толку такви работи, единствено нашата работа е искуството, во смисла искуството што го носиме во себе. И се разбира на некој начин и инспирацијата. Без инспирација се разбира колку да сакаш да имаш искуство, ако немаш инспирација, нема како тоа искуство да го употребиш. Единствено може би повеќе навлегуваш во темата која се обработува во моментот. Нема некоја посебна подготовка. Ако има зависно физички или интелектуални напори, тогаш се разбира мора да одржуваш инструментот, во смисла апаратусот во форма за да можеш да ги исполниш задачите кои се пред тебе, но некој посебно, да речем, посебно навивање или подготвување нема. Подготовката трае цело време, од една до друга улога, до трета и така натаму, за секоја нова. Во секој случај беше малку мрачна тема за војната, се разбира, војната е нешто кое е секојдневно, во смисла не е нешто што било во минатото, па сега го нема, не сум бил во војна, се разбира, но е толку се присутно што нема како да не се видиме ние самите себе си, да не се замислиме во некоја таква ситуација. Но колку и да е мрачна темата, задоволството од работата на некој начин го брише.
Дали може да се надоврза? Например, ние, јас, камераманот и фотографот, сведочевме неколку моменти како видна разлика енергетска, како влегуваш и излегуваш од другото. Значи, толку беше очигледно, значи не треба човек да има некаква нормални способности за да ги гледа тие како енергетски полиња поврзани со актер. Например, јас во неколку наврати имам кажано дека јас сум многу благодарна, што не себична, многу дарежлива, многу имагинативна и досетлива. По прашање на една работа за дума, нудиш неколку опции. Така да понекогаш имаме проблем да береме која не е добрата, што ќе влезе во конечна монтажа. Например, тоа би било многу добро кога би го споделили и со публика и со студенти на глума. Дали е човек професионален актер е свесен за тоа, за моментот на излегување и влегување во улогата. Дали колку имаш контрола, колку немаш контрола, колку е некоја состојба измеѓу двете. Тоа се разбира дека има момент на слободна и момент на акција. Кога е момент на акција, се разбира се уклучуваш во улогата. Во овој проект, да речеме, немаше никоја категорична улога. Не играш, да речеме, некој карактер, единствен карактер, со име и презиме, улица и број на живење, матичен број, години, раса, пол и така натаму. Не, туку еден општ лик, во смисло кој е репрезентација на можеби милиони луѓе кои биле на некое бојно поле во текот од нивниот живот, како репрезентација на многу ликови. И тука не репрезентиравме нивниот карактер, во смисло не беше лекарството во доловување на нивниот живот или карактер, туку едноставно како на некој начин нивната судбина, состојба и повеќе внатрешна, психичка и физичка унаказаност на некој начин, она што која минуваат низ војната како нив ги осакатува на некој начин и душевно и физички. Така што немаше никаква актерска права линија, туку беше како една синкопа, како ЕКГ и не се знае, со многу успони и падови истовремено. Така што воопшто немаше како да биде тешко да се забележи кога е акција, а кога не. Ти благодарам на деталното објаснување. Сега би сакала да го разговарам за друг многу важен дел во врска со фотографијата на видеозаписот, експерименталниот филм. Спомнавте дека соработувавте со камерман и фотограф. И сега мене ме интересира повеќе околу вашето договарање, самиот процес на да дојдеме до овој резултат на прекрасна фотографија и совршено кадрирање. Овака Маја, јас го правам како визуелен редактор при изборот на локацијата. Никој освен јас не ја познава локацијата, но во случајот со камерманот и со фотографот мора како се тимски да запознаме, да детектираме, да истестираме. Така да, што би рекла Весна, нашиот фотограф дефинитивно станува збор за многу податна фотогенична локација, на која што и доста архитектонски, структурално и пристапивме во однос на поставување на актерот, кадрирање, аранжирање на композиција во кадрот со преку актерот, со поставка на камерата во одреден ангол, кој што зема туршки соодействува на текстот, на емотивната состојба во истиот кадар. Некои од кадрите однапред се осмислени, се скицирани од моја страна. Останатото е по неколку месечна подготовка, си оставаш, мораш да си оставиш простор за
непредвидливост, за позитивна непредвидливост, за позитивна импровизација. Таа импровизација базира на сериозни подготовки. Нешто што не е многу познато нели во историјата на филмот, па и во за некои како се вика режисерско-театарски методи, бидејќи тука лежи додадената вредност. Немате контрола над се, колку и да сте добар координатор. Така да постојана е соработката, континуирана, неизменична, непосредна соработката со камерманот и со фотографот, со цел преку една камера да извлечеме некаков максимум на квалитетни кадри. Добре, бидејќи станува за долгометражен проект, разговарахме претходно, јас би сакала на публиката да ја кажете како сте успеа и во сходот на феноменални околности на сите студенти кои што не филмово гледаат, и за колку време успеавте да го снимите и македонска и англиска верзија. Јас неколку пати ги имам погледнато филмот, но дури вчера дознав дека вие сте успеали и македонската и англиската верзија да направите за време. Значи, еден месец дигитални проби, Skype, Zoom, само 2,5 дена интензивна работа на терен. Значи, од сабале до вечер, снимање, со паузи за ручек и вечера, со одлични актери, добро подготвени, супер колаборативни. Беше возможно да се направи најизменично се снима. Значи, поделени се сцените, прво ги работиме на англиски, потоа ги работиме на македонски. Така, 2,5 дена, може. Перспектива на актер. Немавме поинаква можност. Еден ден е различен од другиот. Тука немавме професионално осветлување и различни техники со кои би можеле да произведеме истата слика во истиот момент. Таа што е сликата во овие 5 минути е за едната сцена и на македонски и на англиски. Така што колку и да сакавме ние да ја направиме едната варијанта во едниот ден, па другата варијанта во другиот ден, немаше да бидат ќе беа многу различни и немаше да се добие тоа, немаше да бидат две варијанти на едно исто нешто, туку ќе беа две различни нешта на иста тема. Така, а вака состојбата, значи емотивно-менталната состојба и фокусот беше, како се вика, како би се рекло, искористен за наизменично снимање на англиски и на македонски јазик. Впрочем, и вежбите ни беа претходно на подеднакво избалансирани на македонски и на англиски јазик. Сакам само да напоменам дека имаме пребогат архивски материјал, посебно од пробите со Здравка, тоа е гем. Јас ги чувам за дојдина ако ни се, како се вика, ни се отвори можност за работилница со студенти, да можам тој сиров, вредноста на сировиот материјал да ја покажам, да ја демонстрираме и да ја елаборираме во присуство на актер. Значи, баш сцена по сцена да се демистифицира. Само напред, за тоа сакав да кажам дека би можел да пренесе знаење, да волонтирам за помладите колеги. Ајде сега да позборуваме за наградите и за фестивалите. Вие туку што се дојдовте од еден фестивал многу познат во Шангај, каде што бевте, представници на Македонија и Битолскиот театар, мислам дека беше. Битолскиот театар, да, и Джейс квартет од Битол, со битолчаните. Да. Дали помина една година, ќе кажете повеќе на колку фестивали бевте, колку наградени? Вака, како што кажа вчера и за предходните кратки видеотеатарски проекти, или некогаш велиме филм, некогаш видеотеатар, бидејќи прво, како со тие проекти, така и со овој прво почнав да го аплицирам на различни филмски фестивали за независен филм, со категорија експеримент и артхаус. Много е тешка битката, меѓутоа вреди, како што велат старите, да си стрплив и срен да пробуваш бесконечно и незаморно. Првиот фестивал театарски, на кој што вечно ќе бидам благодарен, е меѓународниот фестивал на монодрама во Битола, кој што не селектираше официјално во програма. И така почнал да се отвара, значи неверојатно како на копче, да се отвара сите следни можности во оваа година поврзани со театарски фестивали. Значи, следната селекција беше на приземни фестивалот во Косово,
Претходно имавме скопска премиера во Kids Салон 1919 на почетокот на јули. Потоа бевме селектирани во програмата на месец септември, беше богат, на фестивалот за камерен театар Ристор Шишко во Струица. Потоа следеше, влеговме во програмата на Независни на драмски, одлично искуство. Потоа влеговме во селекција на Малски фестивал, четвртото издание Дебармало Јадро, СКЦ Јадро. Потоа следеше, бевме селектирани во програмата на првиот скопски театарски шоукейс. Потоа добивме информација дека сме селектирани во да го представиме проектот и да пичираме нов проект во рамките на меѓународната конференција која што е дел од програмата на СПАФ, 24-то издание на фестивалот СПАФ Шанле, кој што е дел од театарските фестивали на мрежата Патот на силата. Претходно го представив нашиот проект, посебно Етерија Крик, Крик Ацинселак на традиционалната меѓународна конференција на Факултетот за арт и дизајн, односно Европски универзитет, на тема артифицијалната интелигенција и новите дигитални медиуми во уметноста, каде што посебно зборувам за нашиот проект из призма на low-tech. Истата таа перспектива да задржав и примени во Кина, каде што се беше high-tech, значи артифицијална интелигенција, скапи дигитални платформи, холограми во театар, тоа што го зборувавме и вчера, скапи продукции, спектакуларно, мегаломански, пошто е милионска оваква земјата и тоа се перспективите, параметрите и поимот за димензии. Но јас го отворив моментот на мали формати, ниска технологија и капацитетот на креативност кој што можете да го извлечете од било каква алатка. Следниот фестивал кој што е пред нас е второто издание на театарскиот и меѓународен фестивал Сахара во Алжир. И во најава и како се преговарање имаме некои фестивали за следната година кои што, здраве Боже, нека се реализираат, па ќе дискутираме за тоа. Во меѓувреме добивме 6 награди и 4 почесни признанија. Секупно филмски селекции се 22 официјални селекции. Браво! Да, мора да живее проектот. Јас ви посакувам уште многу успешни селекции, фестивали и награди. Сега би сакала да ја поканам публиката да ми постави прашање доколку има. Кога го комуницираш просторот во кој што глумиш, тоа беше твоја иницијатива и додадена вредност. Земаш од црнилото на зидот, си го мачкаш лицето и викам, човече колку паметно. Значи, уметник, актер уметник кој што максимално го користи и го комуницира просторот во кој што се просторот и метапросторот во кој што се наоѓа. Значи, нема граници. Јас тоа си го замислив како еден момент на неизбежност, еден агол од зид кој е изгорен и таму нема ништо, едноставно само пепел. И тоа си го поврзав со кога човекот поминува низ едно такво громорозно преживување и од него не останува ништо. И желбата на човекот е секогаш да преживее, па затоа и во ништото бара нешто за да може да се самосоздаде себе си, за да, ако ништо друго, да остави некоја порака од него. Да може да се сообрази со нешто друго, како да се види во огледало, да се побара себе си во тоа нешто друго, што исто така не постои, затоа што тој за себе смета дека не постои, па се бара во ништото за да извади еден не крик, туку крик. Имам уште едно прашање, бидејќи машката верзија е поделена на изразито физички театар и делови каде што се вербализира, се говори поетски, извадоци од генијалната поетска книга Калесница на Светлана Христова.
Што повеќе ти беше природно, да речеме, во контекстот на оваа абстрактна приказка? Во секој случај мене по-природно ми беа моментите на акција. Во смисла не помалку природно ги чувствував стиховите на поетесата тие, но за мене беа тие како една друга страна на работите, на нештото што сите внатре го носиме, да речем сите тие тој општ лик со сите ликови во него што внатре ги носи тие работи, но во средината во која што се наоѓа не може да ги искаже и тие се како така некаде како во воздухот, како една желба кон убавите работи од животот, да се сеќава на нешто за да остане присутен, доколку не чувствуваш, како што е познатата изрека додека мислам, значи постојам, исто важи додека чувствувам, исто така постојам. Бидејќи се имавме на гробишта, дали ти беше шубе, непријатно што бевме на гробишта? Ми рекоа дека таму коските се закопани, не е само символично. Воопшто не беше непријатно, јас тие гробишта сум ги посетил многу пати, сега предно разговаравме со Анита баш на таа тема, како деца сме оделе таму, многу често сме играле камај, и со прсти, па потоа и со пиштоли на дијаволи кога излега по едно време, малку во адолесценција, да речем, сме оделе таму на пиво, на вино, со друштво, па сме го гледале цел град од озгора, има многу убава гледка од таму. Така што никогаш не сум го осетил на некој начин како морбидно место гробница, туку како излетно место. Јас се надевам дека нема да се повтора ваква локација во Македонија и ти благодарам за твоите изјави за безсмисленоста на војната. Правот. Многу успеси посакувам, би сакала да прашам публиката дали може некој прашање. Малку за женскиот лик. За женскиот лик. Во ред? Би сакала после Здравко да кажа како ја доживува во процесот, како ја доживуваше Филарета. За разлика од раскошот, несебичноста на Здравко како тип на актер, Филарета нуди една, евентуално две верзии, толку кратка, ефективна, експресивна, интензивна, неверојатно фотогенична. Камера ја сака, како што видовме, може би, според моја проценка, најфотогеничната македонска актерка од средната и помладата генерација. Дефинитивно одговорна, педантна, посветена, меѓутоа тоа е природа актерска. Не можете, треба да ја разберете и требате максимумот да си го искористите во зададениот, како се вика, период, момент, простор на соработка и кокреација. Незината верзија испадна пократка, веројатно токму од тие причини. Следната работа сакавме да направиме огледална верзија, практично на идентични движења, на идентични акции и реплики, бидејќи се очекуваше дека ќе бидат различни покрај личноста или идентичноста на базата, бидејќи прво станува збор за машка верзија, женска верзија, второ, како тип, карактер, индивидуи, капацитети актерски додаваат свој филтер на интерпретација, кој што плюс феномен на плюс-минус, кој што создава некакви разлики, не се идентични, некаде ништо не може да биде идентично. На моменти, како ви го гледам видеото од перспектива, и тоа ми се допаѓа. Ликот на Филарета делува како да се решила, машки бистера се, меѓутоа едва чека се да заврши, едва чека агонијата да престане. Мислам, може би типично за женската природа, која што зборувам за времето од кое што позајмуваме некакви емотивни параметри, веројатно непотребно, несоодветно, нескладно. Жените од секогаш биле против војна. Жените од секогаш биле против убиства воени, против војни масакри,
последици, осиромашувања, преку војните, како се вика, инженерици, процеси, судири и така натаму низ поблиската и подалечната историја. Така да таа некоја нетрпеливост и истреност во Костец, во незинината интерпретација на ликот, за мене се додадена вредност, гледајќи го видеото од дистанца. Се надевам дека приближно одговори. Може би полно абстрактно, бидејќи и нарацијата е абстрактна, фрагментирана, фрактализирана. Здравко би можел да споделиш со нас како ја доживуваше како некаков индиректен партнер, со исклучок на неколку сцени каде што делите дуа драма. Мислам дека во однос на актерската игра беше доста контрастно. Кога го гледам во смисла завршениот материјал, независно од работата таму, осеќам многу голема инклузивност како внатре во неја, што доаѓа до израз токму оноliko само да се каже дека е внатре, а не експлодира. И тоа е што ми се допаѓа таму, што како например кога гледаме на телевизија некој кога плаче, ништо, плаче, најнормално, не ми е толку тажно да речем, но кога некој се спречува да заплаче, тогаш ми е многу по-травматично да речем. Јас би сакала да се подсетам себе си и вас, апропо и вчерашниот разговор. Значи, многу е битно продуцентите, режисерите, во случајот јас, да даде координати основни и да не заборави да им даде доверба и слобода на актерите. Значи, не, рековме, чиста глума, рековме, заборавате дека сте убави, заборавате дека сте привлечни, заборавате дека сте млади, згодни, бидете ликот. Дозволете, како се вика, и нешто непознато емотивно да излезе од вас. Мислам дека тоа е едно од подобрите, како се вика, насоки кои што сум си ги научила самата гледајќи гениални разговори, интервјуа со светски познати режисери, кои што горе-доле со поинаква елоквенција сите зборат за истото. Тоа. Така да... Тоа е и правило во смисла во актерската игра, не треба да мислиш ти на себе си како изгледаш. Сме гледале секакви актери, актерки кои се познава дека сакаат да изгледаат добро, да бидат во добра поза, да не изгледаат неловко, што уште повеќе ги прави да изгледаат неприродно. Вонечко емотивната состојба и секоја емоција си му одредена керцажа. Тоа е, не знам дали беше место да го скоментирам, дека сум поработала малце како терапевт, ја можам слободно да кажам дека ти во одредени делове, значи забележав каде што паѓаш испод 8 Хц во состојба на самохипноза. Буквално тоа е тој преод кој што точно се гледа и затоа е толку успешно. А уште поуспешен излезот. Јас мислам дека тоа само така изгледа. Иначе колку и да изгледа актерот дека е вон контрола и тоа изгледа толку природно и органично, актерот да секогаш во контрола. Сега добро, има луѓе што не се контролира, да речеме. Но ти во најголемата енергија, кога не си тука за себе си, ти си пак тука и ги раководиш работите околу тебе. Нема наеднаш да одмавнеш на раката и да го удриш и операторот и камерата. Имаш свесност за него дека е тука, колку и да си во без контрола. Свесен си каде и ке стапнеш, дали ке излезеш од кадар, дали нема. Сега некогаш и да си во полна концентрација може да се случи, но во секој случај, колку и да си изван себе си, ти си пак тука. На некој начин како парадоксот на актерот. Да бидеш друг во неговата кожа, со неговите мисли, а сепак да бидеш свесен дека си ти уствари себе си, кој го водиш тој некој. Треба да бидеш два духа истовремено. И уште нешто тест за сите нас нискобуџетни, кои што работиме на нискобуџетни проекти, не можеш да си дозволиш доторна локација, не можеш да си дозволиш обезбедување, како се вика, на локација. Секогаш се подсетуваме и кастинг, и кру, и екипата, и актерите. Значи, и не заборавате да се грижите за себе. Значи, психофизички да се грижиме за себе. Значи, мора да не забораваме на таа нека
како се вика, граница до сореалноста, заради само заштита, основна само заштита. Една локација. Благодарам за исцрпните одговори. Дали има уште некој прашање? Во ред. Јас би заблагодарила на исцрпните одговори, ваши отпечатоци. Дали би имале да кажете нешто за крај? Тоест имаме за крај едно прашање. Дали продолжувате со видеотеатри? Во македонски услови многу е тешко да се добие за продукција финансиска поддршка, меѓутоа јас не се откажувам, бидејќи онака едва чекам. Ги сакам сите проекти, секакви типови на проекти на кои што ја работам, поврзани со едукација и со организирање и со издаваштво, превод. Меѓутоа посебно ми се драги креативни и кокреативни проекти, видеотеатарски продукции и едва чекам да добиеме средства за следниот, за кој што лобирам, не се откажувам, пичирам лева десно на различни регионални и меѓународни пичинг сесии и има една можност во месецот пред нас, да го прашам за дали е слободен и дали би се нафатил. Поврзана е со современа критика, односно криза во современата критика во сите наши уметнички професии. Фала ти, Вања, за вниманието, за сите прашања, за различноста на денешната дискусија во споредба со вчерашната. Благодариме, посебно ти на Маја, фала многу Иванка, исто така и на Десна, и на Рита, исто право и на дечките позади, фала многу. Да, и вас, господине, се разбира. Фала многу на сите, нас ни беше многу пријатно да го гледате нашиот материјал и да разговараме вака. Ви благодарим. Фала, Анита.